Стефче Стефанов дел од екипата која што се одлучи да постави една театарска представа во Народниот театар во Гевгелија. За прв пат после долги години возрастни почнуваат да глумат, односно да бидат дел од таа екипа. Стефче, како ја прифати понудата да бидеш дел од оваа екипа која што е сепак ентузијастичка, можам слободно да кажам? Првичната идеја беше токму тоа. А произлезе, не знам сега вистина од каде, кој е виновникот, но да се направи нешто од гевгелијска екипа. Дали тоа да бидат млади, возрастни, на крајот излезе дека најидеалната комбинација би било тоа да биде комбинирано и млади и возрастни од гевгелиско подрачје и да се направи пред се нешто што ќе ја разведи публиката. Сега се собравме, ја прифатив понудата со тоа што јас да се испробам самиот уште од времето на Кабаре 6, аматерската театарска дружина од Гевгелија, веќе 10 мори 15 години поминаа од тогаш, да направиме нешто. Освен тоа, идејата е со представата да се продолжи и да се посети и Струмичкиот театар, сепак нели во аматерски, како аматерска изведба. Така. Па ќе видиме што ќе биде од тоа. Предпоставувам дека конотацијата и на самата представа, меѓутоа и на групата е, предпоставувам да се прикажува понатаму, да има повеќе изведби, но и самата група да обстојува, односно да продолжи со работа, затоа што Гевгелија за жал е еден од градовите во кој што не функционира театарот, односно не функционираат театарските групи. За жал, немаме да. професионален театар. Објектот така го имаме, но група, и тоа е, пак ја кажам, една моја дамнешна желба, само што изгледа не сум бил доволно иницијативен за да покренам таков чекор, ама еве во случајот ме покренаа и би било супер затоа што се надеваме дека учениците се тука од кои што имаме постојана поддршка. Тие се и докажани во училишните представи. Но ако ова биде барем некој мал чекор за понатаму да се разбуди некаква желба и да се работи во ова наше домче кое што го имаме со каква таква сцена, доволно е за да се прави нешто. Сега оваа представа ќе биде адаптиран текст од две, така да кажеме, да откриеме два текста, француско-англиски текстови, адаптирани на гевгелиски начин, но ќе бидат изведени на литературен македонски јазик и не би откривал нешто многу што, само супер ликови, супер луѓе, градски фаци, така да кажам, кои што сите ги познаваат, а ќе биде за добро расположение. Сцена број 1, болен против своја волја. Што има тука смешно? Добро да ја, ама втората, Лјупче се забавува. И третата сцена, доктор Моктор. Да, и четвртата, професор против сечија воја. Јас мислам, Молиер ќе го усреќи. Со оглед на тоа дека во основно училиште и во средното општинско училиште и бев дел од екипата во Домот на култура, бившото кино во Гевгелија, па така ми дојде желбата да се пријавам овде во оваа драмска група Дон Кихот, кој постои со години, и повторно да ми се оствари желбата, инаку ми беше една од соништата, значи да завршам академски студии по глума, меѓутоа желбата не си ја остварив, но еве прилика, значи животот ми ја пружи повторно таа шанса да застанам на овие даски што живот значат. Веруваш ли дека може да се покрене театарот во Гевгелија, односно да обстанува една ваква театарска група? Сепак сте аматери, не сте професионалци, но имате искуство зад себе. Така, значи со оглед на тоа што знаеме каква е ситуацијата во Гевгелија, дека немаме многу дипломирани актери, нели по професија, меѓутоа влюбеници во театарот кои што одлично знаат да глумат постојат, па така оваа шанса е остварлива. И тоа како остварлива, бидејќи еве ова драмско студио Дон Кихот успеа да не обедини, да направи една добра, формираше една добра екипа, па тука сме да работиме и понатаму. Не само со оваа представа, туку да традицијата на представите да ја продолжиме и понатаму.
Интересно, јас долги години уште од основно училиште глумам во драмските секции во Владо Кантарџиев и во гимназијата Јосиф Јосифовски. Па морам да признам дека беше по наговор на професорката Даниела Джишева. Видете, долги години глумам и после некои 4-5 години пауза се одлучив повторно да застанам на, како што велите вие, штиците што живот значат. Сметам дека на Гевгелија е потребно ваква една представа или ваков еден проект долгорочен, да кажем, затоа што не ни мислиме и не ни сакаме да застанеме овде каде што започнавме, да кажем, со оваа представа. Мислам дека ќе биде добар проект, познавајќи ги сите оние кои што се вклучени во оваа представа, затоа што има станува збор за возрастни луѓе кои што веќе имаат долги години искуство не само на сцената, туку и животно искуство, така да плюс со некои од учениците од гимназијата, јас не знам баш во која категорија спаѓам, валјда во возрастни, така да би било логично дека ќе биде добар проектот. Добро, би те прашал како сте како екипа, дали сте усогласени, дали добро функционирате? Па мислам дека не добро, туку многу добро функционираме како екипа. Има многу смеи на самите проби. Добро, понекогаш така малку и ни викаат кога знаеме да се така да претераме со смеите и со глупостите, да кажам, но интересно е, сепак е интересно да се работи и мислам дека тоа и го чини крајниот продукт на крајот на краиштата, затоа што тоа го прави, односно тоа ја прави и самата представа да биде добра или да не биде добра, зависно од пробите, а мислам дека се пробите и повеќе од продуктивни. Ќе продолжиш ли понатаму со Дон Кихот и со нови представи? Па мислам дека да. Мислам дека ќе продолжам затоа што оваа група и оваа организација заслужува поддршка од моја страна. Ние за волку на сцена. Кибро, кај си? Добри сте, а? Добар ден. Ево, добре, ако сте добри. Јас... Ајде, може. Почнуваме, ајде, колко е Ајде. Паскали! За украс се дам, за дојди са. Добре. Станува збор за проект на ветерани, глумци кои што веќе имаат искуство. Јас сум дел од првите глумци на Дон Кихот, уште како средношколец, и ни беше идеја да направиме некоја представа за возрастни. Од тоа потекна со целиот проект, идејата за проектот. Баравме сценарија, најдовме едно соодветно на француски, го преведовме на македонски, го адаптиравме сите заедно и така. Ќе видиме како ќе биде прифатено од публиката. Ова по долги години за прв пат се случува возрастни да глумат. Како е компактноста на групата, колку сте сложни, колку сте усогласени? За усогласеноста не е станало збор, супер сме усогласени. Можевме можеби да поканиме и повеќе возрастни кои што веќе учествувале, биле на сцената на даските што за живот значат, но ете кратко време имавме, па можеби следната представа, можеби повеќе ќе се вклучат. Имаме заинтересирани веќе и професионални глумци кои што од други причини не можеа да се вклучат во овој конкретно. Така, веруваш ли дека ќе заживее на некој начин театарскиот живот, меѓутоа потикнат од гевгеличани во театарот? Би сакала, навистина би сакала, бидејќи знам дека некогаш имало театар во Гевгелија кој што бил на некој начин и професионален, сепак аматери глумеле, значи некогаш навистина и постојал театар во Гевгелија и навистина искрено се надевам дека ќе проживее и ќе имаме таква култура на театарски представи редовни, одење на театар. Демек, цела полициска станица ме подбраза. Не, знаеш што? Он може и кјотек да го. Абе не, каква полиција, бе, го знаеме за Пибро станува збор, тој и полиција, бе, дајте се мола. Сигурно е знаеш бе, за заболувањата тие што му се вкочане, туморен, каква полиција, сега кој за не тоа?